вечер за моите гости Кировски, Дулови и Кликовски. И како што најави, во следниот час ќе ги видите резултатите од новата анкета за спроведувањето на договорот за името со Грција, гласањето во парламентот, мислењата за предлогот на Заев за амнестија, помирување или помилување, дали има потреба од избори, реинтегот на политичките партии и нивните лидери. За време на спроведувањето на анкетата се случи и бегството на поранешниот премиер Никола Груевски, кој според одекот во јавноста може да има одраз врз ставовите на граѓаните изразени во анкетата. Истражувањето е дел од проектот на Телма со МЦМС, го спроведе агенцијата М-Проспект во Скопје од 7.11 до 5.11 на 1014 испитаници. Ете, ова се оние податоци неопходни за да се спроведе оваа анкета. Бидејќи е интересно што имаме прашања кои навистина се актуелни и кои што се случуваа во, можам да кажам, во последнава недела. Веднаш би почнале со нашите блокови. Резултатите ги поделивме во 3 блока. Во првиот ги даваме мислењата на граѓаните за гласањето во собранието за уставните амандмани. Одлуката на 8 на пратеници на ВМРО ДПМН да ги поддржат уставните амандмани. Боби повели со овој дел од анкетата. Преголема е продукцијата и кумулацијата на настани во изминатиот период, особено ако тие имаат и реална или предпоставена поврзаност меѓу себе, па затоа за почеток сет прашања околу продолжувањето на спроведувањето на договорот за името со Грција преку уставните амандмани во собранието. И првото прашање е: дали се согласувате со продолжување на спроведувањето на договорот со Грција за спорот со името во собранието на Република Македонија со процесот на уставни амандмани? И одговорите се: мнозинство од 56,5% одговориле да, 40,8% не се согласуваат и 2,7% не знаат или одбиле да одговорат. Но овие податоци не би биле комплетни без така наречените споредбени податоци. И во однос на етничката припадност огромни разлики. Речиси апсолутна 92,6% е поддршката кај албанците наспроти поделеноста која што постои кај македонците. 54,4% не поддржуваат, додека 43% се согласуваат со продолжување на процесот на усвојување на договорот со Грција преку уставните амандмани, или тоа е некаде разлика од околу 11% поени. Специфики има и во однос на партиската припадност, но би ги препуштил за понатамошниот тек на дебатата. А бидејќи процедурата за усвојување на уставните амандмани немаше да почне без поддршката на пратениците од опозицијата, следното прашање е: дали ја поддржувате одлуката на 7 пратеници на ВМРО ДПМН кои гласаа за почеток на постапката на уставните измени? И одговорите се: 54,4% се согласуваат, 38,2% не се согласуваат, 7,4% не знаат или одбиле да одговарат. Оваа мнозинска поддршка на потегот на пратениците на ВМРО ДПМН произлегува несомнено од поддршката на големо мнозинство етнички албанци, дури 77,5%, додека кај македонците ставот е поделен. Само 1,3% поени е разликата меѓу оние кои што се согласуваат, 46,1%, и оние кои што не се согласуваат, 47,4%. Но кај македонците видна е и огромната спротивставеност по партиска припадност, па така дури 71,4% од поддржувачите на ВМРО ДПМН не се согласуваат со потегот на нивните сопартици, додека 24,8% се согласуваат. Обратно, големо мнозинство од 84% од приврзаниците на СДСМ се согласуваат, а само 12% не се согласуваат. Ете, тоа се прашањата во првиот сет од вечерашнава анкета. Нешто како загревање пред останатите два блока кои носат многу поспецифични перцепции, ставови и пораки во однос на актуелни прашања. Жане, повелете.
Благодарам, Боби. Да, останатите делови од анкетата покажуваат и разлики во рейтинзите, како што веќе кажав, каков е резултатот и односот на СДСМ наспрети ДУИ и колку е покачен рейтингот на лидерот на опозицијата Мицковски. Но еве да се занимаваме со првиот дел од анкетата, договорот со Грција. Очигледно е дека како оди сега времето, како поминува и како веќе влезе во институциите, договорот ја добива поддршката на мнозинството. Кировски, на што се должи ова? Затоа што веќе кога влезе во парламентот и кога пратениците на ВМРО ДПМН ги поддржаа уставните амандмани, нормално е да се очекува осуда од пратениците на ВМРО ДПМН и да се очекува голема поддршка секако на албанците, кај македонците резултатот на поддршка и неподдршка е на некој начин изедначен. Значи голема е поддршката, веќе 56,5% го поддржуваат практички преспанскиот договор кој што е основа за овие уставни измени и ги поддржуваат уставните измени. Јас имав впечаток дека луѓето има голем дел од оние што ги поддржуваат овие уставни измени кои што не се согласуваат нити со преспанскиот договор, нити со голем дел од работи што се зафаќаат во уставот, но едноставно луѓето се изморени од бесконечна транзиција која што трае 27-28 години, сакаат еднаш да се заврши тоа прашање, да ја видат државата спастрена во НАТО, да ја видат на сигурен колосек кон Европска Унија и да ги отвориме прашањата кои што навистина ги тангираат македонските семејства, тоа се невработеност, сиромаштија, екологија, прашања со кои што се занимаваат нормалните европски земји. Мој впечаток е дека тоа е, на тоа се должи таа поддршка и таа поддршка само ќе расте, но она што мене ме плаши е дека последните случувања, последните апсења, последните приведувања ме замислуваат дали во моментов постои двотретинска поддршка во собранието за да продолжи овој процес на уставни измени. Според овие работи, последни што ги гледам, последниве 48 часа, веќе не сум сигурен дека постои таа двотретинска поддршка во парламентот. Дај Боже да грешам, тоа е предлагам за ова повеќе анализа да направиме од кој ќе ги видиме резултатите и за како ќе влие потребата од амнестија за постигнување на политичкото помирување, затоа што и тоа е многу поврзано со сето ова. Лирим кај албанците, непроменливи резултати нормално околу поддршката на договорот. Очекувано е и како ќе реагираат на гласањето за уставните измени на пратениците на ВМРО ДПМН. Тие се конзистентни кога станува збор за поддршката на договорот, меѓутоа навистина и тука треба во следните делови да видиме пак како реагираат на последниве случувања, како што веќе најави Кировски. Па да, ќе се согласам со колегата Кировски дека всушност луѓето веќе им е смачено од ова статус кво кој што трае веќе од независноста до денеска, сакаат луѓето нови перспективи во однос на претходните резултати што ги имавме и во однос на резултатите од референдумот. Јас претпоставувам дека да немаше бојкот на референдумот ќе испаднеа горе-долу овие бројки. Според мене такво е и расположението во народот, а не велам дека луѓето се толку срекни, тие што се изјасниле дека го поддржуваат договорот и уставните измени, не се толку срекни во однос на содржината на договорот, колку што се во однос на перспективите или надежта што ќе носи промената на уставот, односно реализирање на договорот со Грција. И во тој контекст и албанците, бидејќи понекогаш се создава еден поинаков впечаток дека албанците биле срекни со ова решение што се постигна во преговорите со Грција, тоа сигурно не е точно, но луѓето се прагматични, сакаат да одат напред и сакаат некои промени. Клековски, во однос на гласањето на пратениците од ВМРО ДПМН и покрај тоа што се очекуваше осуда од нивната партија, исклучување имаше, сепак генералната слика според мене не можеби не ја постигна ВМРО ДПМН целта со исклучувањето и со етикетирањето на овие пратеници. Воопшто во јавноста тие не се стигматизирани така како што можеби очекуваше партијата и немаат стигма, туку напротив и општото мислење за договорот па и за нивното гласање покажува дека луѓето го поддржуваат и самиот тој чин. Прво, мислам дека
таа општа поддршка која не доаѓа од симпатизерите на ВМРО-ДПМН, каде што отприлика 2/3 од симпатизерите на ВМРО-ДПМН се против чинот на гласање на тие 7 пратеници од ВМРО-ДПМН и еден од Социјалистичката партија, е засновано на неколку работи. Прво е во скоп на општото очекување да договорот се спроведе, односно да уставните амандмани се спроведат. Ако е целта оправдана, тогаш и постапката на пратениците оправдана, така да не може да очекуваме нешто поинаку. И второ, во моментот кога се правеше анкетата, уште не беше јасно кои се отстапки ќе бидат направени за тоа гласање. Ако стане појасно дека гласањето усвоено со амнестија, можеби ќе се сменат резултатите, бидејќи ќе видиме понатаму дека амнестијата меѓу симпатизерите на СДСМ не стои многу добро. Тоа е она што следно го имаме, за да не дискутираме пред да ги откриеме резултатите од бројките од оваа анкета, да видиме како најавеното помилување и на крај амнестија, која се уште не се знае каква всушност ќе биде и дали е остварлива, влијае на јавното мислење и што всушност граѓаните сметаат без оглед на нивната национална или партиска припадност. Боби? Беше помирување без помилување, преку ноќ стана помирување со помилување или амнестија. Контроверзни ставови на премиерот Заев, за кои нашата анкета покажува дека тој апсолутно ја нема поддршката на јавноста. Но еве како. 66,9% сметаат дека амнестија не е потребна, односно на прашањето дали сметате дека е потребна амнестија за постигнување политичко помирување во земјава, 66,9% одговориле дека не, туку дека е потребно спроведување на правдата. 24,8% сметаат дека амнестијата ќе придонесе кон политичко помирување и тука се тие 7,7% кои одговориле не знам. Се чини дека постои голема усогласеност во тоа противење на амнестијата меѓу македонците и албанците. Табелата прокажува некоја разлика од околу 9,8% поени е разликата, односно 73,8% од албанците сметаат дека не е потребна амнестија, туку правда, а 64% од македонците го имаат истиот став. За амнестија пак се 17,6% од албанците и 27,9% од македонците. Голема порака за премиерот Заев и црвен картон за амнестија и од неговите сопартици. Партиската кроз табулација покажува дека огромно мнозинство или 81,7% од приврзаниците или поддржувачите на СДСМ сметаат дека не е потребна амнестија, туку спроведување на правдата. За амнестија се само 12,4% од приврзаниците на СДСМ, кај ВМРО ДПМН имаме една речиси буквална поделеност по 47,7% е процентот на оние кои сметаат дека треба да има амнестија како придонес кон политичко помирување и на оние кои сметаат дека не е потребно амнестија, односно спроведување на правдата. И одиме со уште едно специфично прашање. Амнестија за обвинетите и учесниците во настаните од 27 април во собранието. И повторно, и тука јавноста не сака амнестија. 57,8% не се согласуваат со амнестија, додека 37% се согласуваат. Во однос на етничката припадност, видливо дека и мнозинството македонци и албанци не се согласуваат со амнестија на обвинетите за 27 април, со тоа што тука е поголем процентот кај албанците, некаде 14,2% поени е поголем бројот на албанците кои што не се согласуваат
со амнестијата за 27 април. Сосема спротивни пак се показателите според партиската припадност и овдека од разбирливи причини ги споредуваме податоците помеѓу приврзаниците на СДСМ и на ВМРО ДПМН, а бројките се следни. 74,5% од поддржувачите на СДСМ не се согласуваат, 23,1% се согласуваат со амнестија за настаните од 27 април. Кај ВМРО ДПМН ситуацијата е видливо поинаква, 66,7% се согласуваат, додека 26,9% не се согласуваат со амнестија за настаните од 27 април. И сега, ако амнестијата за 27 април е реално можна со оглед на насоките кои што се случуваат во диалогот со собранието и на јавната политичка сцена, поставивме едно хипотетичко прашање. Дали треба амнестија за обвиненијата покренати од специјалното јавно обвинителство? Мнозинскиот одговор и овдека е не. Или по-конкретно, 61,7% не се согласуваат да се амнестираат лицата за кои се покренати обвиненија од специјалното јавно обвинителство, а 31,2% се согласуваат. И кога сме кај споредбените податоци, безмалку се повторува ситуацијата од претходното прашање. Големо мнозинство албанци или 70,5% се против, исто и мнозинство од македонците 56%, односно 56,9% не се согласуваат. Партиската припадност пак покажува радикална подвоеност на приврзаниците на ВМРО ДПМН и на СДСМ, но тие податоци би ги препуштил за ваша понатамошна експертиза. Генералниот заклучок би бил граѓаните сакаат правда, а не амнестија. За сите останати дилеми во понатамошната анализа повелете. Овде на вистина има простор за анализа, затоа што очигледно е дека сите се против амнестијата и амнестирањето на оние кои што се обвинети за настаните од 27. Кировски, видовме интересни резултати од кростабулациите и во таборот на ВМРО ДПМН, каде што резултатот е пата, а особено мнозинство во СДСМ се против амнестијата, а предлогот всушност доаѓа од лидерот на нивната партија. Значи вака, што покажува противењето на огромниот дел од јавноста на било каква амнестија. Значи имаме 67% се против, 25% се за. Тоа е 3:1, практички. Тоа покажува дека многу тешко ќе помине договорот со Грција. Повторно се враќам на договорот со Грција заради тоа што ние цела година изгубивме у договорот со Грција, у преговарање, у референдуми, у гласање у парламент, отварање уставни амандмани, едно друго. Зошто? Заради тоа што договорот со Грција подразбира компромис со кој што се задире у националните чувства на македонците, со уставна промена на името, на кој што добар дел од граѓаните се противат. Сега оние граѓани пак, кои што го поддржуваат тој компромис, не се согласуваат на дополнителниот компромис кој што е неопходен за тој да се спроведе. Бидејќи очигледно владата, господинот Зоран Заев, за да го спроведе тој договор, мора да направи одредени концесии за пратениците од опозицијата да гласаат. Тие концесии се врзани со процеси на амнестија. Неговите поддржувачи пак сега не го поддржуваат таа политика. Ефектот во ВМРО ДПМН кој што е ист резултатот и на оние што го поддржуваат, тоа што не го поддржуваат. И таму не постигнал никој огромен ефект. Не постигнал. Значи луѓето се против амнестија. Но што кажува ова? Пола граѓани се против договорот со Грција заради националните прашања, другите половина се против договорот заради тоа што договорот подразбира амнестија за да се спроведе у парламент. Целата поддршка на договорот со Грција, на Преспанскиот договор е на исклучително стаклени нозе. Мене ми личи дека во оваа фаза е во исклучително критична позиција тој договор и многу тешко ќе помине. Кликовски, дали може против теза на ова да биде дека сепак ако се работи за политички договори за амнестија, Мицковски може да даде пак сега дел од пратениците од својот табор, па да се зголеми мнозинството на поддржувачи за уставните промени, дека сепак ја постигнал на некој начин целта и покрај тоа што договорот владата, односно предлогот на ВМРО ДПМН вчера го одби, таков каков што е за амнестија, сепак доби нешто што бараше. Добро, прво би искоментирал дека меѓу симпатизерите на ВМРО ДПМН исто е значен дел кој се против амнестија. И тука можам да толкувам дека се од две причини против. Првата дека дел од
симпатизерите сметат дека посебно обвиненијата за 27 април не се вистинити и дека треба низ судска процедура да се докаже невиноста на дел од учесниците, бидејќи со амнестијата ќе се подразбира дека они се виновни за обвинението за тероризам. Друга страна, значителен дел од симпатизерите на ВМРО-ДПМН смета дека они не учествувале во никакви кривични дела и дека правдата треба да биде задоволена, и мислам дека тоа се однесува посебно на вторите случаи со СЕО. И во својот настап ВМРО-ДПМН како партија генерално го адресира проблемот за амнестија за настаните за 27 април, не се говори за друга амнестија. Законот беше отфрлен. Прашање е дали во оваква ситуација која има голем отпор меѓу симпатизерите на СДСМ за било каква амнестија, СДСМ ќе се обрати до ВМРО-ДПМН во обид да го премостат тој проблем. Пошто амнестијата за 27 април не го решава проблемот за двотретинско мнозинство во целост, бидејќи дел од пратениците што се го формираат мнозинството од тие осомина што гласа во собранието, не се фатени со обвинение за 27 април, туку се фатени со обвинение од специјалното јавно обвинителство, која досега спрема дискусиите нема ниедна искажена намера да бидат офатени во амнестијата. Јас би го додал уште едно актуелно случување, а тоа е приведувањето на пранешниот шеф на за тоа би сакала подоцна УБК. На сега ќе се навратиме, само сакам во однос на амнестијата да прашам. Со оглед на тоа што албанците се најголеми поддржувачи на Преспанскиот договор, а од друга страна големо е мнозинството на албанци, 73,8, кои што се противат на дадена амнестија. Како кај нив ќе влие поддршката за Преспанскиот договор, ако знаат дека цената ќе биде да бидат ослободени оние кои што влегоа во собранието, кои тоа го организирале и извршиле напади? Во случајот имаме повисока цел. Целта е, ја знаеме, мора Македонија да стане членка на НАТО. И за да се иде кон таа цел се прават и вакви компромиси, замислете, ајде да се подсетиме малце како беше мотото кога протестира од царената револуција: нема правда, нема мир. И почигледно ќе немаат мир сега пак како нема правда. Се гази основното ветување врз кое што ова гарнитура дојде на власт. Но зошто? Затоа што во случајот бројките го наметнуваат тоа како неопходност, бројките на пратениците во собрание, како неопходност да се направат и такви болни компромиси. Сега, работата е што за тоа не говорат јавно, но останува ние да шпекулираме и да се сомневаме дека всушност има некој договор кој што... Разочарување кај албанците ако се случи амнестија, очигледно е според резултатот на анкетата. Разочарување ќе има, но сепак главната цел на албанците е ова држава да стане. Ако може јас малце улично да го искоментирам ова. Значи граѓаните сакат и Чифитек да биде нивно. Сакат и да влеземе у НАТО и Европска унија, сакат да имат двотретинско мнозинство парламент, не сакат никаква амнестија, а сакаат правдата да се истера до крај. Констелациите на силите у парламентот е таква што е тоа невозможно. И Чифитек нивно не може да биде. Ако не го бива вака процесот, јас одамна кажав, нема друго чаре, мора да се преброиме пак на избори. Бидејќи со ваков пратенички состав мора некакви компромиси да се прават за да се стигне до двотретинско мнозинство. А граѓаните не даваат поддршка на тој процес. И сега некаде сме заглавени, не знам како ќе се одглавиме од оваа ситуација. Но, мислам, никој не спомнува како опција можна амнестијата да биде... Не, и ние, и уште нешто да додадам. Ние тука, и јас, и Лирим, и Сашо, шпекулираме за каков тип на амнестија ќе биде дадена. Ние не ги знаеме точно параметрите, не сме го виделе законот, не знаеме подготовка и не се знае не знаеме кои се рамките на амнестијата и во кој степен ќе биде. Ние тука шпекулираме. За било каква амнестија кај нас не било пракса досега, биле дадени некои амнестија. Општи биле амнестиите за сите. Но ајде да збориме и во тој дел. Лошо, но може некој квалитет да се внесе и во таа амнестија.
барем да има забрана за понатамошно занимавање со политика на истите луѓе. Зависи... Тие ти треба да ти гласат, Белири. Ти им даваш амнестија за да ти гласат у парламент, сега ќе им забраниш да се занимаваат со политика. Прашањето е дали ќе се стигне до оние кои се занимавале со политика. За воеднина зборам. Прашањето е дали ако нема правда и ќе нема мир, ќе се стигне воопшто до организаторите кои можеби биле политичари, затоа што моментално освен пратениците не се дефинирани други личности од политиката кои го помогнале процесот и влегувањето во парламентот. Апропо СЈ, очигледно е дека ќе се рефлектира и во ВМРО ДПМН апсењето на Мијалков, иако тие вела тој не е наш член и ние нема што да коментираме. Ќе се рефлектира во сумте ми на пратеници, не во ВМРО ДПМН. Сепак Мицковски верувам дека е многу радосен што синоќ ја виде вести дека е Мијалков во притвор со оглед на тоа што си допишуваа писма, се квалификуваа и слично. Дали поврзувањето на сето ова со еве како што спомнавте можноста или неможноста, тие минат да го поддржат процесот или да има зголемување на таа бројка? Значи, мислам дека власта веќе влегува во овој јас меѓу чиф и тек ситуацијата. Значи, од една страна има огромна желба за да дојде до крај на неказнивоста во Македонија, да конечно одговарат тие крупните на врвота, не само ситните риби, и од друга страна потребата да се обезбеди двотретинското мнозинство за уставните промени, каде што поддршката во основа, без разлика што декларираат пратениците, од некои ги знам лично од нив, без разлика што декларираат зошто е нивниот став таков, сите до еден имаат обвиненија дали поврзани со 27 април, дали поврзани со случаи на СЈ. Оно што од една страна може би ја зацврстува позицијата на власта со приведувањето на Сашо Мијалков, како и претходните приведувања изминатите 7-8 дена, е дека подржувачите на крајот на неказнивоста, односно на спроведување на правдата, се задоволни од тоа. Меѓутоа, пораката која се испраќа до осумте мина кои ги поддржаа уставните измени малку измешана. Во основа, во јавноста се шпекулираше дека Мијалков е главниот организатор на осумте мина пратеници кои гласа што по роднинска, што по пријателска, што по друга поврзаност. И сега, кога клучниот во организацијата на ова пребегнувањето на осумте пратеници од опозицијата е приклучување кон двотретинското мнозинство, гледа дека клучниот човек е приведен, како они да размислуваат за својата иднина, без разлика нешто вела дека се ЗЕУ и за НАТО, сепак мислам дека клучен фактор зашто предо на таа страна е ветувањето за ослободување од Сега велат немат гаранции, може би мисла дека никој веќе нема гаранции. Меѓутоа се почна, како што кажав и во најавата, од бегството на Груевски, за кое што се уште нема одговор и одговорност како ја премина границата и замена во Албанија, и потоа како некој домино ефект надолува и настана ова приведувањето на Јанакиевски и Кирил Божиновски. На ноќта, можеби кога бегал Груевски, ја видовме големото апсење на Камчев и остенатите од империја, па сега тоа заврши за по неколку дена, по 7 дена, 8, да видиме дека и Мијалков го апсат. Вакво спроведување на правдата, колку всушност е се заради политичка потреба? Значи, не случајно ние сме под страшна критика од Европската комисија во однос на правниот систем кај нас. Ова е само веќе го запечатува тој впечаток на и наш, и на меѓународната заедница во однос на правото. Немаме ние правото, дефинитивно е контролирано било, и ќе биде. Ако вака ништо не преземеме во тој правец. Но мене ми е интересно нов момент. Во случај, бидејќи ние нели викаме ова крило на ВМРО било со овие намери, другото со таквите намери, ајде да видиме услугата или подготвеноста на власта да направи компромис во однос на настаните од 27-ми. На кој дел од ВМРО се однесува тој политички компромис тогаш?
ако не е Мијалков, ако не е Груевски, тогаш кон кој дел на ВМРО би се насочил тој чин? Барањето за амнестија за 27 април е службено партиско барање. Барање од Мицковски го од партијата ВМРО ДПМН. Дури го поднесо и во влада. Тогаш ако јас не верувам дека би оделе на таква хазардерско и комбинација да ги уништат сите надежи за поминување на договорот у собрање, тогаш испаѓа дека имаат нови пратеници. А немаат? Не, според оваа анализа што ја правиме со велите дека ајде да го упростиме пазарењето е можеби меѓу Мицковски и Заев во момент кога нема што да испорача Сашо Мијалков. Жане, ние водиме цело време една дебата за последните апсења едно друго, меѓутоа има тука еден друг проблем. Не може да бидат последните приведувања субституција за бегството на Никола Груевски. Меѓу другото, мој впечаток е дека кога се појавија бомбите, господинот Никола Груевски не кеше да прифати никаква вина, нити негова, нити на министерката за внатрешна Куловска, нити на директорот на УБК, Сашо Мијалков тогашен. Независно дали стануваше збор за старски служби или за изнесени материјали, мораше биде поднесена одговорност. Сакајќи да ги заштити сите, не заштити никого. Сега исто имаме ситуација кога јавноста е бесна и бара одредена одговорност. Владата не наоѓа сили сега за сега барем, поминати се веќе 7 дена, за некоја оставка, за било каква одговорност. Они велат, ние не сме виновни за бегството на Груевски. И министрот за внатрешни работи. И сега се обидуваат да направат субституции со други работи, тие субституции не им проаѓаат очигледно. И мене не ми е јасно до кај ќе иде тоа, но ако нема одговорност кај владата за бегството на Груевски, тоа е скандал кој што како ќе проаѓа време, се повеќе и повеќе ќе стане бреме на оваа влада. Јас очекувам серија на нови апсења. Тоа не е доволно. Тоа не е субституција. Може да уапсат кого сакаат, тоа не ја заменува одговорноста. На нови луѓе од поранешното раководство на ВМРО и со тоа ќе има обид јавноста да се занимава со нешто друго, а не со... Меѓутоа, кога се смее и кај бегството и ќе дојде пак некој пост на Фейсбук на Никола Груевски, па не е доволно. Тоа ми беше прашањето. Ако Заев знае што се треба да направи за да се оствари и да се реализира договорот од Преспа, дека тој пат не е лесен, дека му требаат пратеници, дека му е потребна паралелно и правна држава и спроведување на правда, едно бегство на Груевски, како меур од сапуница, уништи всушност се што го планираше Заев. Одеднаш повлече апсења кои може да се рефлектираат, како што велите ви на пратениците 8, одеднаш повлече преку ноќ да има решенија за притвор што ги немаше претходно 2 години. Заев не можеше да предвиде се што се случува или прави политички чекори од ден на ден. Не се овдека веќе кај Заев. Веќе има страшна одговорност и кај судот. Да, меѓутоа еднаш судиите донесува решение дека не треба притвор за Горан Груевски за вториот бегалец и ми избега. Носат решение дека може од слобода да се брани Никола Груевски и бега. И сега веќе ги фати паника и нив. Па после тоа ќе се лоцира одговорноста и на судот. Не сме така да ги фати. Ма така е. Ама повторно се враќаме до неспособноста. Апсолутно неспособноста и одговорноста. Тоа е дека наместо да се прават индивидуални проценки, се оди на колективно казнување на сите. Ние делот нема правда, нема беше протестирање. Не е важно според мене дали постои договор за бегство на Груевски или е неспособност на институциите со неговото бегство. Тоа остава огромна лузна кај јавноста, посебно кај тие што вика нема правда, нема мир, и тие бараат одредена одговорност. Таа одговорност до сега ја нема Белирим, за тоа се лути луѓето. Кликовски падулови, нема правда, нема мир, дел беше да не се користи притворот како казна. Апсолутно. Бидејќи често се случуваше да притворските денови бидат подолги од затворските денови во дадени случај. Ако сега во паника се одлучува да се притвара луѓе за кои нема индиции дека планираат бегство осим белешки на УБК, што до сега не сме го виделе во праксата на судовите, кои се проблематични, тогаш имаме повторно една колективна постапка, сега сите ќе ги ставиме у притвор и никој нема да избега без да се покаже способност да се процени кој, пошто има многу обвинети.
Не само Кликовски, Многу винети има. Ќе морам да ве потсетам. Стотици винети има. Кога избега Груевски, Заев и сите кои што можеби требаше да имаат чувство на одговорност, велеа дека ние сме демократска држава и дека тие не се однесуваат како ВМРО ДПМН. Дека тие го оставиле Груевски на слобода затоа што доаѓал редовно на рочишта, не покажувал знаци на бегство и не сакале да го приведуваат за да не ги полнат притворите или нели на ист начин како ВМРО ДПМН. Одеднаш преку ноќ таа риторика се смени. Сега одеднаш се полнат притворите. Зборувам дека сите овие потези очигледно ниту се планирани, туку од адхок, од ден на ден се решава нешто и тоа и те како влие на ова што вели Кировски на договорот со Преспа, за кој што вие еве почнувате да станувате. Јас дови се сомнам дека сите овие чекои се одлучуваат на едно место, бидејќи една постапка руши некоја друга постапка и не сум сигурен дека има конзистентност во одлучувањето. Ја не можам да ги разберам делот постапките, освен дека бегството на Груевски предизвика лом во системот и сега сите се обидуваат да скрпат одредени решенија и да ги санираат штетите, притоа се прават штети по можеби луѓе кои не планирале да избегат, ке има и економски штети, приведувањето на Камчев, замрзнувањето на иметот, прашање на време која ќе доведе до економски проблеми во некот блокираните фирми. Пред да преидеме на рейтинзите, прашање и за вас, дали сметате дека Заев успева да испланира и да ја предвиди иднината на самиот договор или еве едно бегство на Груевски покажа дека се кој патем се укажува дека е многу добро планирано со политичка, правна и логистичка подршка од многу сериозни институции. Не, ако вратиме наназад, затоа што од април тоа имаше риториката дека е политички гонет и дека се извади документ на време. Да, ама еве да речеме следната анкета ќе посветиме на бегството на Груевски, нема смисла да го точиме. Само за резиме. Печатокот за Груевски мој е дека е пуштен, инаку не е можно тој до толку да ги изигра сите овие институции од државата, но немам доказ за тоа, ќе останува чувството. А во однос на тоа што ме праша, значи јас од почеток сум го имал ставот дека во однос на договорот со Грција треба да има политички компромис и тоа со амнестија, затоа што бројките на последните избори тоа го наметнува. И ние денеска само ова што се прави е последица на тие резултати на последните парламентарни избори. Работата е дали СДСМ, односно Заев, не мораше од почеток да вели дека правда ќе има пред 4 месеци тоа го изјавуваше високо, па денеска секој ден да му наброиме противречност на неговите изјави, но ова се знаеше кога тогаш ќе дојдевме во ова фаза. А пауза за реклами и потоа ги имаме резултатите од анкетата која што покажува дека со овој пат политичкиот судар е помеѓу ДУИ и СДСМ, а пак каков е рейтингот на лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски? Атана спомна дека не знаеме што ќе содржи законот за информација, мислам ќе се нанесе законот за информација, законот за амнестија, се извинувам. Ќе се нанесе штета на процесот како со уставните амандмани кои долго се крија како ѓавоноците што ги крие. Сега со отсуството на информации за што е тој фамозен закон за амнестија се остава просто за дезинформации. Ја денеска гледав вести дека законот ќе се однесува и на дивата населба во Куманово и на Смилковско езеро. Има такви барања од некои албански партии. Од партијата. Да, отсутството на транспарентност дава плодна почва за само ќе натовари магарето поише него што може да носи. Мислам дека искуството требаше да покаже дека криењето на информации оди само кон лошо, а не кон добро, меѓутоа очигледно тоа не е случај. По рекламите ги имаме рейтинзите на политичките партии и на лидерите. И сега следува она што е навистина интересно, какви се резултатите од анкетата во однос на рейтинзите и во однос на прашањето за воредни избори, дали се тие решение на политичката случувања во земјата, да не должа многу, Боби Повели.
Жане, со оглед на сите колебања на политичката сцена, релативниот привид на затишје во политичката криза, прашавме дали излезот од состојбите се вонредни избори. Но граѓаните не сакаат избори. Мнозинството, 58,9%, одговориле не. 33,5% сметаат дека воредните избори се решение за политичките случувања во земјата. 7,2% одговориле не знам или оние 0,4% одбиле да одговорат. Нема големи разлики и на поддржувачите и противниците на избори по етничка припадност, па затоа преминуваме на следното прашање. Кога би требало да се одржат изборите, и одговорите соодветствуваат со ониот претходното прашање, односно 47% сметаат дека треба да се одржат во редовен термин, не предвремено, 25% вонредно и тоа што побрзо во скратени рокови, 16,1% сметаат дека треба да се одржат заедно со претседателските избори, околу 11% не знаат и беззначителен е процентот на оние кои одбиле да одговорат. Следното прашање е за довербата во политичарите. Убедливо е водството кај премиерот и председател на СДСМ Зоран Заев, 21,4%. Христијан Мицковски е зад него 14% поени или со поддршка од 7,4%. Потоа следуваат председателот Иванов со 6,12%, лидерот на Дуј Али Ахмети со 5,7%, Зијадин Села со 3,8%. Бегалецот Груевски, иако го нема во Македонија, кога се спроведуваше анкетава, делумно беше, делумно не беше во земјава, има поддршка од 2,7%. Меѓутоа, значајни се и овие 39,9% кои немаат доверба во ниту еден политичар. Големата поддршка за Заев доаѓа пред се од поддршката кај етничките албанци, и ова се многу значајни споредбени податоци, бидејќи со 17,6% доверба кај етничките албанци. Тој е втор лидер по популарност кај етничките албанци. Прв е Али Ахмети со 23%, а трет е Зијадин Села со 16%. Секако Зоран Заев е најпопуларен лидер и кога ќе се погледне кај македонската структура. Меѓутоа, и тука не смеат да се занемарат во анализата овие огромни проценти. 44,3% кај албанците, кај македонците, и 25,8% од кај албанците, кои се незадоволни од ниту еден лидер, односно немаат доверба во ниту еден лидер. И последното би рекол традиционално прашање, но она што многумина го очекуваат во овие околности е доколку утре има избори, за која партија би гласале. Најмногу доверба според нашата анкета би добил Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со 26,8%. Потоа следува ВМРО ДПМН со 21,5%, и тука имаме порас на водството на СДСМ, ги имаат нашите гости споредбените податоци од претходните анализи и ќе го анализираат тоа подоцна. Дуј е стабилна со своите 6,7%, тука е Алијансата на 3%, БЕСА 2,4%, и сега, за да се добие појасна слика на силната поддршка на СДСМ, неопходна е споредба со етничката припадност, и тука имаме многу специфични податоци. Видливо, ВМРО ДПМН е водечка партија меѓу македонците, и тоа со 30,4%, 25,5% е поддршката за СДСМ во македонскиот блок, тоа е околу 5% поени разлика. Но клучот кај е во овие досега незабележани бројки, а тоа е практично изедначување и дури за 0,5% поголема предност на СДСМ пред Дуј во албанскиот политички блок. Вториот впечатив показател се овие 5,3%
од албанците кои изјавиле нема да гласат, што е процент што е незабележан досега. И дополнително, овој пат имаме и показатели за поддршката на СДСМ од останатите етнички заедници, да ја погледнеме и таа табела. Значи, зошто? Бидејќи предноста на Социјалдемократскиот сојуз се објаснува всушност не само со поддршката на албанците, туку и поддршката од останатите етнички заедници, и таа е поддршка од околу 34,7%, и еве ја повторно таа специфика во разликите меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ, односно нула поддршка кај албанците за ВМРО, ДПМН и тие 27,5% кои што се поддршка за Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Интересни се овие показатели, Жане, за натамошна анализа, особено ако се има предвид противењето на некои политики кои ги заговара СДСМ, како што е амнистијата, наспроти силната поддршка и особено растот што го има партијата кај албанците, кој беше некаде 6%, а најмногу 13% во една од последните наши анкети, односно, како што реков, многу интересни показатели, а јас да скратам што е што и зошто, повелете со коментарите во продолжение од емисија. Еве, ова верувам дека се и најинтересните резултати. Лирим, ке почнам со делот на рейтингот на СДСМ наспроти рейтингот на ДУИ, 0,5, дури повеќе има СДСМ. Дали всушност тука лежи клучот на генералниот успех на порастот на рейтингот на Жане, објасни дека ова е рейтинг кај етничките албанци. Да, во кростабулација. Во кростабулација, затоа што сакам да го извлечеме заклучокот од каде всушност СДСМ ги црпи поддржувачите, гласовите, односно овој рейтинг што го има сега. Па, не сакам да спорам дека има луѓе што навистина би го гласале и се поддржувачи на СДСМ, но ајде за да збориме за тоа што има испорачено досега. Одлучноста на Заев да отиде до крај, да го исполни главното барање на албанците, тоа е НАТО и Европската Унија, тоа го ценат гласачите албанци. Второ, чекаме во однос на јазикот, се уште стана како ќе заврши тој, се уште има надеж дека законот за употреба на албанскиот јазик ќе биде имплементиран. Но многу интересно и делот што ние забораваме дека народот обично гласа против кај нас. Во случајот албанците сакаат да биде казната ВМРО на минатите избори, сега сакаат да се изживуваат затоа што толку беше до толку беше сатанизирано, дали оправдано или неоправдано. Добро, ама ВМРО не се ни обиде да им се приближи на албанците од минатите избори до сега. Да, но таа риторика, особено која што ја слуша албанците во бомбите што ги слушавме ние на прислушуваните разговори, навистина ги иритира луѓето и се уште можам да кажам дека поддршката на Заев кај албанците и во тој дел дека стана единствениот кој што им. А ДУИ не го казнуваат? Но исто така и ДУИ. Во однос на ДУИ има еден, според мене, друг момент. Значи, алтернативата на ДУИ е деконцентрирана, значи во села, ДПА, без на Касами, без на овие другите, и затоа не гледат една сериозна алтернатива кај албанците, опозиционите настроени гласачи, за да може да го казнат ДУИ. И затоа има и прелив на гласовите од албанците кај СДСМ. Кировски, почнав со албанците заради доаѓањето до бројката на гласачите и поддржувачите на СДСМ, од друга страна, ако го видиме пак во македонскиот табор, работите стојат поинаку, очигледно дека ВМРО ДПМН својата сила ја црпи, односно своите гласачи само од македонскиот блок, апсолутно не води ниту политика, ниту пак има намера да земе од гласовите на СДСМ, односно од гласовите на албанците, бошњаците и останатите. Да, таа политика, таа е всушност дефанзивна политика на ВМРО ДПМН. Кога излегоа бомбите, стратегијата на изборниот штаб на ВМРО ДПМН беше да спасат колку што е можно од нивните гласачи и не беа определени кон неутралните избирачи. Таа е една дефанзивна политика после бомбите, што е природно партијата да биде во дефанзива,
И таа беше политика во 2016. Меѓутоа, сега сме веќе 2018 година и анкетата покажува навистина фрапантни податоци. Од ниеден од испитаниците албанец не рекол дека ќе гласам за ВМРО-ДПМН. Порано имавме тук тамо некои што гласа и за ВМРО-ДПМН. Нити еден испитаник, нула имаат гласови ВМРО-ДПМН кај албанците, СДСМ има 27,5%, односно секој четврти албанец би го гласал СДСМ. Повеќето. Значи, ВМРО-ДПМН мора да се приспита околу оваа политика, мора да стане, ако не допатлива, барем поприфатлива кај албанците, инаку вака вечите опозиција ќе останат. Тоа е повеќе од јасно. Сега што се однесува до феноменот, недоволно го нагласуваме. Значи, СДСМ е прва партија кај албанскиот политички блок. За прв пат имаат повеќе гласови отколку кај самото ДУИ и мислам дека на сето ова што го кажува Лини мора да има и некои дополнителни причини зошто граѓаните се определуваат толку за СДСМ. Односно, мислам дека тој стереотип, ние мислевме дека е уникатен феномен 2016 да се казни ВМРО-ДПМН, но очигледно 2 години поред на сите анкети и на сите избори ни се повторува еден голем контингент на албанци да гласаат за СДСМ. Тоа значи дека, откако ќе се решат прашањата на националните прашања, химни, јазици, едно, друго, ти реков ми рече 28 години што го мачат овој народ, кога ќе се свртиме на економијата, се повеќе луѓето ќе гласаат врз основа на идеологија, на граѓанска определба, а се помалку по етничка линија. На крајот на криштата етничките прашања веќе се паднати на 10-то место кај граѓаните на Македонија, само 0,5% од граѓаните мислат дека се тоа важни прашања. И тука исто треба да се бара одговорот од каде толкава поддршка на албанскиот електорат кај за СДСМ. Кликовски, претходната анкета беше, ми се чини, во рамките на статистичка грешка разликата помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. Сега таа е овакво зголемена. Проблемот на Мицковски би бил, ако помине повеќе време, може тоа да се зголемува или не, меѓутоа очигледно води политика која не оди кон зголемување на разликата со СДСМ во негова полза. Добро, мислам дека треба да се земе во обзир дека ВМРО-ДПМН беше во процес на реструктурирање и консолидација после ефектите на бомбите и на истрагите на специјалното јавно обвинителство и секако на воспоставување на новото раководство. Јас би го повезал коментарот со ретензите кај лидерите, се чини дека процесот на транзиција на раководството во ВМРО-ДПМН е завршен. Гледајќи ги поддршките што Ризаев ги има во СДСМ, меѓутоа Христијан Мицковски што ги има во ВМРО-ДПМН, симпатизерите, он се издвојува како лидер на партијата и доколку само пред неколку месеци, тоа беше во мај 2018, Никола Груевски се уште имаше повисок рейтинг од Христијан Мицковски, веќе тоа не е. И Георги Иванов имаше повисок рейтинг. Да, и Георги Иванов веќе не е така. Само кажа дека 4 пати зголемен рейтингот на Мицковски, дека сега е неприкосновен во својот табор. И тоа се рефлектира на кај етничките македонци гласачи. Значи, иако разликата во сите анкети оваа година меѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН е меѓу 2,5% поени во корист на СДСМ, клучен двигател во претходните анкети беше изедначеност меѓу етничките македонци плюс малку албанци, тоа го обезбедуваше водството на СДСМ. Сега ВМРО-ДПМН води 5% поени меѓу етничките македонци. И сега е вистинскиот момент да ВМРО-ДПМН заврши со мислењето внатре и да почне да размислува надвор што да направи. Резултатите на ВМРО-ДПМН меѓу другите етнички заедници, меѓу ромите, србите, турците не се толку лоши, иако и таму СДСМ 3:1, пак. Да, ама тука дел од партиите се клиентелистички, нели, како се смени власта од едната влада предува во другата влада, така да земајќи во обзир дека клучните партии на помалите етнички заедници предува во власта, поддршката што има ВМРО-ДПМН меѓу дел од тие гласачи не е за занемарување.
Меѓутоа, има огромна дупка меѓу гласачите етнички албанци, дали ќе бара внатрешни решенија, дали ќе бара коалициски можности со други, треба да направи нешто друго, бидејќи се направиме, да, прашањето е со кој би коалицирал ВМРО ДПМН доколку има избори, и сега ако ги видиме резултатите кај албанците, лидерите, Али Ахмет има 5,7, меѓутоа во оваа анкета се покажува дека Зијадин Села има пораз во рейтингот, 3,8, се приближува, па и хипотезата доколку би коалицирал со ВМРО ДПМН. Меѓутоа, еве, ако зборуваме за албанските лидери, најблиску може да се каже дека е Села, оние останати веќе и не излегуваат на анкетите како што се касами. Па, дефинитивно Села ќе биде модише на врат на лидерот на ДУИ е зад него, но му расте, има тенденција да му расте рейтингот, и тоа се покажа и во некои други анкети кои што не се објавени, но вака сме ги дознале. Интересно е јас сепак велам, во ДУИ дефинитивно немаше опозиција кај албанците, затоа што беа распарчени сите мали партии. Доколку на неколку изборни циклуси наназад искача резултатите такви да беа здружени албанските помали партии против ДУИ, ќе победе на 2 изборни циклуси последниве. Добро, ми ги разбија во меѓувреме, така да нема таму е предноста, но во случајот сега влегува у игра Заев со својата политика. Пак ќе кажам, се однесува на големите ветувања, големите очекувања на албанците, а тоа е НАТО и Европската унија, но пак според мене ова ќе се истроши овој капитал во известно време. Треба да се подсетиме на феноменот на Имер Селмани, кој што еднаш доби 150.000 гласови, после краток период, народски кажано, го затвори дукенот. Да, ама ја доби еднаш. Заев добива нон-стоп гласови. Не, Заев им расте рейтинг. Пак ќе кажам, значи во искушение Заев ќе биде ставен пред од страна на Села. Го става во однос на 20% членот за менување во Уставот, кај што бара, и јас барам, и сите албанци бара тоа, баш во оваа фаза кога македонците... Да не отвараме сега прашања за други дебати. Не отварам, кажам на кои аргументи ќе игра Села. Значи тоа ќе го стави во искушение да го одбие тоа. За крај, да имаме уште 3 минути па да сублимираме. Ќе биде интересно на ВМРО ДПМН да победи на следните избори, да треба да направи коалиција со СДСМ како партија која освоила најмногу албански гласови, бидејќи нели тој што се најмногу албански гласови прави коалиција со победникот. Да прашаме што ќе прави. Не, сакам да кажам на една контрадикторност во самото следење. Значи, БСБ се одраз на незадоволството на етничките албанци гласачи. БЕСА се подели и изгуби релевантноста. Очигледно дека еден дел од гласачите одат во СДСМ, еден дел гласачите одат во Алијансата и кај Села. Веројатно Села ќе не врати во 2008, односно ќе го заземе местото на ДПА, кога ВМРО ДПМН и ДПА беа природни сојузници, а СДСМ и ДУИ беа другите природни сојузници. Меѓутоа, овој резултат на СДСМ треба да го замисли ДУИ, кој добива, кој губи во тоа сојузништво. Народски има змијата во џебот Ахмети со Заев, оти му води на неговото конто и рейтинг Кировски. Како сублимат на... Цело време ги дискутираме само феноменот кај албанските избирачи. Мора да го погледнеме и феноменот кај македонските избирачи. Тука има два интересни феномени. Например, до неодамна ВМРО ДПМН и СДСМ кај македонските, кај етничките македонци беа изедначени, сега разликата е 5% во полза на ВМРО ДПМН. Тоа значи дека има сепак добар дел од македонците кои што се разочарани од компромисот со Грција и сметаат дека се предадени некакви национални интереси. Второ, тука има луѓе кои што се незадоволни и заради одредени најави за пазарење, и заради одредени најави за даночни политики со кои што граѓаните не се согласуваат, и тоа се рефлектира на тие рейтинзи. И второ, огромен е бројот на македонци кои што се разочарани од сите овие политички процеси и пазарење. Таа бројка изнесува дури 26% од етничките македонци рекле нема да гласам за ниедна политичка партија. Кај албанците тој број е само 5,3%. 5:1 е очајот, незадоволството, летаргијата
на обичниот македонски гласач кој што веќе нема доверба во политичките процеси или ако ја погледнавте оној податок кај рейтингот на политичарите, 40% од луѓето не веруваат у ниеден политичар. Да, дури за 10% е зголемено. Беше 30, сега е 40%. Значи оваа анкета покажува и една летаргичност, односно изневереност од политичките процеси кај просечниот македонец, која што мора да ја нагласиме. Очигледно дека тоа за мене исто така генерален заклучок, дека многу паѓа довербата кај граѓаните на политичарите 40%, кај лидерите 21,3% не сакаат ни да гласат ако има парламентарни избори. Ви благодарам што бевте со топ тема на ваша страна. Резултатите ги има на вебсајтот на Телма и во вестите во 21:30. Пријатна вечер, следете програмата на Телма.